Почнуваме со вестите на почеток од сферата на здравството. Со свечена седница, клиничката болница во Штип го одбележа Меѓународниот ден на здравието 7 април. Пред присутните, раководството на болницата ги елаборираше постигнатите резултати. Истовремено признанија добија вработените за 20, 30 и 40 години работен стаж. Нова болница, подобри услови за работа, набавка на софистицирана медицинска опрема до едукација, воведување на нови методи, отварање на нови одделенија. Во вакви услови ќе работат, но и ќе се лекуваат пациентите од источниот дел на државата со отварањето на новата клиничка болница во Штип. 80% реши од предишните работи се во крајна фаза. Ставање на трета надземна плоча од втората целина на проектот. А со неа болница ќе се добијат подобри услови за работа како за персоналот, така и индиректен бенефит за сите нас во регионот. Клиничката болница нема долгови. Во текот на изминатата година персоналот е зголемен за уште 32 нововработени. Во делот на поголеми инвестиции би ги спомнала спроведените тендерски постапки за набавка на нова апаратура во вредност од скоро 4 милиона и 200 илјади денари, кој ќе значи подобрување на условите за професионално следење и третирање на пациенти. Како посебно значајна активност кај реконструкциите на болницата спаѓа реконструкцијата на физикална медицина и рехабилитација. Традиционално и денес на свечената седница беа испратени лекари, медицински персонал и технички кадар во пензија, а беа наградени вработените со 20, 30 и 40 години работен стаж. Веќе имам 43 години. Почнав од родилна сала, детска соба, ги минав сите одделенија, гинекологија, инструментарка бев многу години, а потоа и одговорна сестра. Одделенијата физикална терапија, очно, неврологија и психијатрија добија признание за 50 години постоење. Во исто време од едниовечна амбуланта со најобични инструменти сега да прерастеме во одделение кој има најсофистицирана опрема во болницата, кај што се работат операции, кои се работат во сите врвни центри во светот. Награди и признание на Светскиот ден на здравието врачи Македонското лекарско друштво и Сдруженијето на медицински сестри и акушерки. Честит нека им е денот на сите здравствени работници, да бидат уште похумани и да имаат поубави услови за работа. А и во продолжение за здравството, деновиве многу се говореше за тоа дека се повеќе се зголемува бројот на пациенти кои боледуваат од депресија. Токму депресијата е овогодинешната тема на Светската здравствена организација по повод денешниот Светски ден на здравието. Македонија, бројот на болнички лекувани пациенти од депресија и од депресивно расстройство се зголемува со тек на годините. Така, во 2010 година, бројот на болничко лекување изнесувал 585, од кои 196 мажи и 389 жени. А во 2015 година тој број изнесувал 803, од кои 257 мажи, а 546 жени, што представува пораст на болничко лекувани пациенти од 37%. Со бесплатни прегледи во одбележувањето на Меѓународниот ден на здравието се вклучи и хипермаркетот Елкос. Околу 100 граѓани денес имаа можност бесплатно да си го проверат крвниот притисок и шеќерот во крвта. Пиете ли некоја терапија за високи притисок? Да. Кои лекови ги пиете? Лизиноприл. Добро. И едно дизапамче. Лизиноприл како го пиете? По едно? Саба или вечер. По 10 милиграма. Дома дали го мерите притисокот? Да. И колку е? 150, 140 е ретко надолу да се сими. Над 100 граѓани кои денес пазаруваа во хипермаркетот Елкос имаа можност бесплатно да го измерат својот крвен притисок, но и шеќерот во крвта. По она што може да се види, денес голем дел од граѓаните поради променливото време имаат проблеми со притисокот и констатацијата на здравствените лица. До сега заинтересираноста на граѓаните е голема, а посетеноста на пунктот е голема. Граѓаните доаѓаат за мерење, за контрола на нивниот крвен притисок и гликемијата во крвта.
моментално променливото време дали влијае лошо на граѓаните, односно како се одразува? Да, овие променливи временски услови влијаат на овие пациенти кои што се со хронични болести, како што е хипертензијата, дијабетот. Граѓаните ја поздравија денешната акција, апелирајќи вакви пунктови каде што ќе може да си го измерат притисокот да има почесто. Вакви акции се добродојдени и секој пат треба за старите да има не само тука, секаде, у секоја населба, на секое место за да се испитува и крвта, шикеро и притисокот да се измере. Убаво вака да се почесто проверуваме, ние старите не сме многу здрави речиси. Штипската клиничка болница и хипермаркетот Елкос денес по повод Светскиот ден на здравието заеднички превентивно делуваа на здравствената состојба на граѓаните. Одиме со другите актуалности. Маскирани разбойници ноќеска во Штип малтретирале повозрастна брачна двојка. Извршиле пребарување во нивната куќа и го пронашле сефот од каде украле златен накит и пари околу 9000 евра. Полицијата трага по сторителите. Ноќеска по полноќ непознати сторители маскирани со фантомки на главата извршиле разбойништво над брачна двојка во Штип со употреба на алат влегли во куќата и со самолепива лента им ги врзале рацете, пошто од домакинот 77 годишен го побарале клучот од сефот. Откако не успеале да добијат одговор, почнале физички да го малтретираат старецот, а потоа извршиле пребарување. Во една од просториите го пронашле сефот во кој според кажување на оштетениот имало 7100 евра, 2200 долари, 10.000 денари и златен накит. Го земале пленот и заминале. Околу 1 часот по полноќ и 20 минути сопругата 70 годишна успеала да се ослободи и го пријавила случајот во полицијата. Нејзиниот сопруг бил пренесен во клиничката болница во Штип, каде му биле констатирани телесни повреди и е задржан на понатамошно лекување. Полицијата трага по насилниците. Штипјани била дека не постои сигурна заштита од крадците кои им влегуваат во домовите. На заштита од крадците. Полицијата вика да се обезбедат видео аларми. Абе, знаеш, џабе се, тај што сака да украде, ќе украде. Скапо е, прифатните луѓе, мислам, домаќинствата, тоа не може да се оприушта. И за овие казина, кафичи и такви работи може, само послуги. А за прифатните куќи не можеме да ги тоа дозволиме, такво нешто да купиме. Скапо е. Вчера маскиран разбойник нападна во Пробиштип со фантомка на глава за да не биде препознаен, влегол во казино, а откако му се заканил со нож на вработениот, ја испразнил касата и заминал со плен од 10.000 денари. Претходно во Штип маскиран разбойник со закана со нож ограби продавница во центарот на градот. Побегнал со околу 40.000 денари. Овчеполските земјоделци денес со своите трактори излегоа на протест и си ги бараат субвенциите кои не им се исплатени во изминативе 2 години. Најавија дека протестите ќе се преселат на патиштата, доколку во рок од 7 дена ресорното министерство не им ги исплати субвенциите. Овчеполските земјоделци со 100 трактори денеска протестираа пред подрачната единица на Министерството за земјоделство, барајќи веднаш да им се исплатат субвенциите за 2015 и 2016 година. Порачаа дека не можат да влезат во нивите, а поради ниските цени на житото и на месото не можат семејствата да си ги прехранат и да ги школуваат децата. Со задолжување извршивме есенската сеидба, прихрана, заштита за пролетна сеидба. Не смееме да се појавиме ниту на бензинските пумпи, ниту во земјоделските аптеки, сметки ни се блокирани од сите страни и од приватни компании и од државни институции. Околу 4000 барања за субвенции имаат доставено земјоделците, сточарите и лозарите од Свети Никола и Лозово. Се очекува на нивните сметки на име субвенции да легнат околу 4 милиони евра. Земјоделците бараат одговорните во ресорното министерство секој ден да не им даваат лажни ветувања, дека субвенциите ќе ги добијат денеска или утре. Сметаат дека наскоро нема да ги добијат, бидејќи им се пристигнати решенијата колку на име на субвенции треба да им се исплати на сметките. Колку што не следува државата. Земјоделецот не знае колку пари треба да земе. Не само тој, никој од овие не знае. Никој нема досега добиено никаков документ од ниједна институција дали барањето му е одобрено, не е одобрено, треба исправки, не треба исправки.
Значи не е само проблем исплатата. Исплатата е спречена поради некакви законски норми. Земјоделците, сточарите и лозарите од Овчеполието порачаат дека доколку во рок од 7 дена не ги добијат субвенциите, ќе го блокираат магистралниот пат Веле-Штип, кој е главна сообраќајна артерија за источна и југоисточна Македонија. Најавија дека на патиштата ќе ја постават целокупната земјоделска механизација, а денеска низ улиците се протестираше со само 10% од механизацијата во Овчеполе. На градоначалниците и на советниците за 1 месец им истекуваат мандатите. По 15 мај општините ќе немаат градоначалници, а исто така и совети на општините кои донесуваат одлуки и решенија за развој на општините. Советите на општините ги подготвуваат последните седници. Мандатите на советниците и на градоначалниците им истекуваат на 15 мај. Експертите велат дека не постои законска можност локалните избори да се распишат. Сите рокови за тоа се пробиени, дури и скратените, па сега мора да се бара начин тие да се одложат. Од Државната изборна комисија објаснуваат дека има решение. Дури и во ваква ситуација на функционирање на собранието, без председател, туку со председавач, пратениците може да се договорат и да изгласаат одложување на локалните избори. Тоа може да се направи со измени на изборниот законник и законот за локална самоуправа. Додека за распишување на локалните избори и на огње нов термин мора да се избере председател на собранието, бидејќи, според Уставот, само тој може да ги распише. Општините веќе 4 месеци се блокирани во одредени области. Не можат да распишуваат огласи за продажба на градежно земјиште, со што нема и да имаат и прилив на средства од наплата на комуналии. Значи оваа година, во овие 4 месеци од 2017 година се уште немаме објавено конкурс за продажба на градежно земјиште во општина Штип. Причина е затоа што се уште немаме официјална влада, туку имаме техничка влада која што е задолжена на некој начин да одржува владата во живот се до изборот на официјална влада. Во 2013 година локалните избори беа одложени на неколку месеци поради бојкотот на СДСМ. Сега се чека на разрешување на политичката состојба и формирање на нова влада. Граѓанското здружение ЕХО продолжува со активностите за бесплатно правно описменување на дел од граѓаните. Едукативно-хуманитарната организација ЕХО во Штип продолжува со проектните активности поврзани за правно описменување на граѓаните. Најмногу се работи со лица кои се од социјално загрозената категорија. Во рамки на проектот Пристап до правда во Македонија, во Штип денес ќе се одржи работилницата за правно описменување на граѓаните за остварување и заштита на права од областа на социјална заштита. Ова е втора ваква сесија за правно описменување во Штип. Првата беше во септември минатата година на тема заштита на права од работни односи. Вакви во рамки на проектот се вкупно 10 сесии за правно описменување и во овој период значи ќе се одржат вакви сесии во секој од градовите опфатени со проектот. Сесиите за правно описменување на граѓаните им овозможуваат поголема свест, знаење и разбирање за правата и правните проблеми, како и самодоверба и вештини потребни за да се справат со проблемите. Целта на овие сесии за правно описменување е да им се презентираат на граѓаните основните информации и совети, значи да им се дадат информации кои што ќе влијат на зголемување на нивната самодоверба и вештини во процесот на решавање на секојдневните правни проблеми со кои што се соочуваат. Се работи или за граѓани во социјален ризик, значи потенцијални корисници или корисници на права од социјална заштита, или пак на вработени и луѓе кои што се соочуваат со прекршување на нивните права во текот на работниот однос. Клучната улога на овие сесии од правното описменување на граѓаните е да им се помогне на подобро да ги разберат секојдневните проблеми, да донесат подобри одлуки, како и да предвидат и избегнат проблеми. Проектот трае до јуни 2017 година. Прославиме Великден, а пред Великден следуваат Благовец,
Лазарева сабота и цветници. Во овој дневник за денешниот преубав празник Благовештение или меѓу народот познат како Благовец. По обичај на овој ден на девојчињата им се ставаат обетки. Благовец е ден за кој се верува дека не болат раните. На овој ден земјоделците садат тикви за да бидат благи, а празникот го слават и пчеларите. Па нека е за многу години. Празникот Благовештение или Благовец ги собра во голем број верниците во православните храмови. Запалија свеќи, оставија дарови на иконата и се поклонија на Мајката Божја, да им ги услиши молитвите за здравје, среќа и благодет во домот. Денешен ден е многу убав ден, Благовец. Блаженствени да бидеме сите, затоа дојдоме тука на внуко за здравје му донесо погача да му е прочитат и така многу убав ден. Запалите свеќи за здравје? Да, за сега ќе запалиме за здравје, за сите дома, за да се живи и здрави. Сите се празници убави и ва е убав. Гревото е да се жалеме на Бога, да речеме лоши са. Па натка Господ знае, ние не знаеме повеќе што да кажуваме. Меѓутоа дојдовте во црква денес и запалите. Да, свеќичка за здравје, за деца, за внуци, за сите нас и така. Благовештение е ден на радост за христијаните, поврзан со настанот кога архангелот Гаврил ја соопштил веста на Дева Марија дека ќе го роди Спасителот Исус Христос. Е почетокот на нашето спасение, пее Светата црква сеќавајќи се на моментот кога е поставен почетокот на спасението на човечкиот род. Многу векови очите на оние кои го очекувале спасението биле насочени кон денот Благовештение. Кон овој ден биле насочени сите очекувања на оние кои ги следеле непроменливите Божји ветувања за доаѓањето на Спасителот на светот. Со овој пролетен празник се поврзани повеќе обичаи и верувања. Се верува дека на овој ден не болат раните, затоа на девојчињата им се ставаат обетки. За да се ставам обетки. Знаеме оти на Благовец, нели, се стават обетки и сакаме да изставиме сега обетки. Да бидат благи, благо се е тоа. Како и секоја година и оваа година за Благовец, како што е обичајот, ставивме многу обетки на помали и на поголеми девојчиња. Така што имавме полни раце работа и јас мислам дека традицијата продолжува. Етнолозите забележали и други обичаи и верувања кај народот, поврзани со овој празник. А исто така го слават и градинарите, го засадуваат првото цвеќе на овој ден или првите културни растенија. А посебно тиквите, бидејќи се смета дека ако се засадат токму на овој ден, тие ќе имаат повеќе плодови, ќе бидат и повкусни и секако поблаги. Исто така за овој ден за свој празник го сметаат и пчеларите, оние кои што чуваат пчели. Меѓу друго, пчеларите веруваат дека ако на овој ден заврне дожд, годината ќе им биде родна, а медот благ. Петок ден пред викенд, но и ден за пазарење, за набавка на залихи од овошје, зеленчук, зрнасти производи и така натаму. Одиме на градскиот пазар во Штип. И овој пазарен петок во Штип цените на производите пазарџиите не ги промени, останаа слични како и претходниот. Портокало 60, лимона 80, бананата 65, зеленчуко краставичката 50, патлиџано 120, сувозрнестото гравчето е 120, оризо 60, кикиритка 160, 200, 180, сунчоглед 130, орасите 450, либлибија 300. Краставичката правата 50, кривата 40 динара, лудио пипер 140 кило, лукче кромиче по 10, роквица 10, млада зелка им 40 динари парче и зимната зелка 20 динари парче. Шпањако 20 динара. Граѓаните велат, избор на градскиот пазар во Штип има, цените пристапни за сите. Има избор супер, супер. Па краставици, салати, такви работи, јабучки, оце по нешто. Тоа е лук, кромет тие работи. Цена, па добро е. Здрава храна има добро. Да, има здрава храна. Актуелните производи за овој период од годината на градскиот пазар барани. Салатата ти е 20 денари од парче. Лукот е 15, кромидо 10. Роквицата 15 денари. Магдоносо 10. Ценерот 70 денари парче. Тикота 90 денари кило. Броколата 200 денари кило. Ѓумерот 200 денари. Морково 30 денари од кило. Цвеклото 30, пашкината околу 130 денари кило доаѓа.
Доматите се пак 100 денара. Јагодите веќе излезеа 80 денара се канчето убави свежи јагоди. Лимонче имате 6, има 80, цитроно е 70. Краставицка имаме кочанска убава 45 денара. Мандаринки све уште има 6 денара се. Цивата е 80, лимон има 80, портокал има и 40, бладјо е 6. Банани имате 55 денара. Поголема гужва на градскиот пазар во Штип имаше во попладневните часови. Во делот за спорт, одбојка и бокс. Утре сабота ќе се одиграат надпреварите од последното 14-то коло во машката и женската Суперлига на Македонија. Девојките на УГД Студент ќе гостуваат на Универзитетот Тетово, а момците од УГД Студент ќе гостуваат на екипата на Лешок. Одигрување на надпреварите од последното 14-то коло во машката и женската Суперодбојкарска лига на Македонија завршува регуларниот дел од првенството, пошто првите 4 екипи ќе имаат разигрување за нов шампион на Македонија, а останатите се слободни. Еве ги комплетните двојки за ова последно коло. Во женска конкуренција Македонија Макс Бамикор, Наковски волеј Јанта волеј, Универзитет Тетово УГД Студент, СВСК Куманово Пелистер волеј. Во машка конкуренција се среќаваат Лирија Вардар, Лешок УГД Студент, Провишти Борец и Струмица Шутова. А боксерите на екипата на Пинк Пантер од Штип вечерва го имаат третиот настап во регионалната лига. Се е подготвено за вечерашниот боксерски спектакл во Штип помеѓу боксерските клубови Пинк Пантер од Штип и Се Свето од Загреб. По извршеното мерење се знаат и ривалите кои ќе настапат во своите категории. Во категорија до 56 кг Александар Истевски против Игор Петрит. Во категорија до 60 кг Јасин Мифтар против Стипан Пратењача. Во категорија до 64 кг Денис Муаремовски против Мартин Гулан. Во категорија до 69 кг Дејан Ристевски против Марко Желјков. Во категорија до 75 кг Гоце Јановски против Дино Мартиновиќ. Во категорија до 81 кг Илче Јоновски против Лука Плантич. Во категорија до 91 кг Марко Доцич против Лука Пратлячич. Во категорија плюс 91 кг поради повреда, неверојатно боксерот на Пинк Пантер Александар Истовски нема да се појави на рингот, каде што за противник треба да го има Бранимир Ловрен. Боксерскиот меч Пинк Пантер Се Свете ќе се одржи во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Еве ги комплетните двојки за ова трето регионално коло. Пинк Пантер Се Свете, Лазаревац Лозница и Војводина Спартак Радник. Слобода во ова коло ќе биде тимот на Славија. Почитувани гледачи, овде го заокружуваме петочното издание на информативната програма на Ирис Телевизија. Благодарност за вниманието, останете во продолжение со Ирис Телевизија. Довидување.